Почитувани гледачи, ново издание на Агроспектар, вашата емисија која што редовно ве информира и едуцира за квалитетно земјоделско производство, така ќе биде и со ова издание на емисијата. Со нас е професор доктор Исто Вучков. Професоре, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Ке почнеме со освртот за времето, како значаен фактор во земјоделското производство. Конечно имаме некои врнежи од дожд и снег на повисоките места. Дали почна да се ублажува големиот недостаток на влага во почвата со овие врнежи и што вели онаа долгорочна прогноза, ќе имаме ли зима која што ќе ги задоволи потребите за подобрување на хидролошката состојба? Точно е тоа што ние пред недела-две рековме дека ќе имаме веќе пореметување на времето и влегување во ној есенско-зимски амбиент. Календарски влегуваме веќе за кратко време во зима и она што го имаме веќе како најава, што го зборевме на основа на долгорочната прогноза, во Гевгелија да има 20 до 30 литри по метар квадратен, Квадарци исто така има врнежи, но далеко е од потребата. Или со еден збор, за врнежите ние ќе кажеме дека се насушна потреба, бидејќи пак податокот кој е потврден од цела наша држава, акумулациите се и до 50 сантима под техничкиот минимум. Значи, вода ни треба големи количини, како за почвата, за тој амбиент, за овај нормална екзистенција на растенијата и за оние акумулации кои се за нас значајни, бидејќи летото знаеме дека имаме високи температури, каде што тогаш акумулациите и како се потребни со количините од вода за гасење на таквата жет која има во летниот период. Фактот кој мене ме радува, пак ќе кажам, тоа го реков и минатата недела, е дека ние имаме едно оптимистичко видување. Долгорочната прогноза зборува дека ќе имаме една влажна, квалитетна зима. Сега ќе почнат оние наши прави температури, ниски температури или врнежи од снег и дожд. Значи декември, јануар е кај нас можната зима со врнежи од дожд и снег. Тука јас верувам дека еве сега веќе следниот период ќе имаме континуитет на пообилни врнежи, на повисоките места ќе имаме снег и со еден збор да се колку толку уравнотежи оној голем недостаток на влага кој го почувствувавме во ова година што е за нас. Таквото нешто очекуваме дека ќе биде позитивно и дека ќе имаме доволно вода, бидејќи од оној стручен аспект ние збориме секогаш што представува водата. Насушна и неопходима потреба за екзистенција како на растителниот, така и на животинскиот свет. Често говориме за важноста на заштитата, главен услов кој што е главен услов за квалитетно земјоделско производство. Се осврнуваме на заштитарските аспекти. Веќе голем дел од земјоделците ги пременуваат советите од науката, меѓутоа се уште има земјоделци кои што одат по собствено убедување, заштитата ја вршат во термини кои што не се соодветни, а потоа лошата заштита ја препишуваат на неефикасни средства за заштита. Кој може да биде успешен заштитар? Што е важно да се знае во делот на заштитата? Точно е тоа, ние веќе минатата недела го најавивме тоа, бидејќи минатата недела и го имавме оној физиолошки аспект за развојот на растенијата поврзани со хранителниот режим. Оваа недела, оваа емисија ќе ја посветиме на оној заштитарски аспект кој е исто така значаен или не помалку значаен отколку физиолошкиот и исхранителниот систем на растенијата. И јас би рекол чак дека тие се двата столба по однос на успешноста на одгледување на било која култура. Ако за минатата недела рековме кој агроном може да биде квалитетен и добар агроном, тој кој има квантумна знаење и која познава физиологијата на растенијата. Што
каква кондиција има растението, што и кои макро или микроелементи недостасуваат со анализа на почва за која зборевме. Овој пат ќе се посветиме ние глобално на заштитар кој може да биде и што представува заштитата како стожер за успешно земјоделско производство. Затоа што може да дадеме се, ако го испуштиме моментот на заштита, дојде болеста, предност ни го земе приносот, се разболеле растението или плодот и така натаму, и ние немаме принос. Значи заштитата е исто важен сегмент во одгледувањето на растенијата. И сега, ние во наредните емисии, сега до крајот на годината, ќе имаме една по-конкретна елаборација, бидејќи се овие едукативни емисии кои КТВ телевизија ги имаат регионален карактер, тие работи што сега ќе ги нафрлиме во наредните емисии сегмент по сегмент во интерес на едуцираност на производителот, кога треба да прска, со која количина на раствор, со која количина на вода, овој препарат, во кое време и така натаму, сето тоа ќе имаме елаборации во понатамошните емисии. А сега ќе се осврнам само на оној глобален дел. Што тоа значи? Значи, главен сегмент во заштитата на растенијата е заштитарот, агрономот. Освен физиологијата со квантумно знаење што треба да ја знае, треба да ја знае и фитофармацијата. Што тоа значи? Опфатот на нештото, циклусниот развој на секој инсект или болест. Колку генерации има, како превзимува и кој е правиот момент да се третира за да се уништи штетниот инсект или болест. Освен циклусниот развој, фитофармацијата треба да има тој агроном, тој заштитар, знаење, квантумно знаење по однос на активните материи и механизмот на делување на препаратот. Тогаш тој, кога ќе го примени во концентрацијата и дозата, препаратот да го даде оној превентивен или куративен ефект по однос на заштита за кое нешто се применува препаратот. Инаку, во заштитата на растенијата, главниот сегмент се пестицидите. И јас морам да дадам едно по-конкретно објаснување и за гледачите, лозарите, самите лозари и за колегите стручњаци, бидејќи понекогаш и новинарите, морам да ви кажам, ги мешаат терминолошки овие термините во фитофармацијата. Зборот пестициди. Пестицид, значи, тоа е латински збор, што потекнува, значи латински збор, што има два сегмента. Пест е штетник, а цидо е убивање на штетник. Значи, пестицидите се творби од активни материи кои служат за сузбивање на болестите и штетниците. Што е тука значајно? Кога одредени наши колеги, бидејќи пестицидите имаат една класификација, тие имаат поделба врз основа на нивната активна материја и нивно делување. Примерно, фунгицидите се средства за заштита на растенијата од болести. Инсектицидите се средства со активни материи за заштита на штетните инсекти. Акарицидите се специализирани активни материи со свој механизм на делување за пајаците. Нематоцидите се средства конвертирани кои ги уништуваат нематодите. Родентициди за глувците и така натаму. Значи, таа класификација постои и таа мора тој заштитар да ја познава со активната материја, користењето на средството и моментот на апликација, бидејќи со циклусниот развој на растението, на болеста, има моменти кога треба пред примарната зараза, пример за пламеницата, еве кавадарци да го земеме. Пламеницата исклучиво ефикасност може да се постигне кога ние ја следиме, имаме следливост, ја имаме првата
примарна зараза од плазмопаравитикола. И тука, ако се делува, не се дозволува секундарни и терциарни зарази. Или за гроздовиот молец. Ако ние следиме циклусот на развој на гроздовиот молец, првата генерација, кога е прв ларвен стадиум, најчувствителен, ние одиме со добар инсектицид и тука ние ги уништуваме ларвите кои можат да причинат цвете во втора или трета генерација. Тука е суштината на и квалитетот на заштитата, а тука е и суштината на тоа што ме прашавте кој може да биде заштитар. Значи, квантумот на знаење за развојот на болестите и штетниците и тоа што го рековме, што во наредните емисии ќе го имаме, моментот, односно следливоста на условите за развој на болестите. Ако немаме следливост која температура имаме, која температура треба да се исполни, за да може да се оствори инфективен процес. Која влага, релативна влажност, пример, фикомицетните габи, сакаат максимална над 80-90% влага. Ако нема влага, не може да се оствори инфективниот процес. Не може да фруктифицира габата и не може да се оствари инфекцијата. Значи, исполнување на условите се температурата и влагата, а таа следливост стручњакот заштитар треба да ја познава. Мора да го кажем тоа, еве сега, вие како новинар, дали знаете во кој момент кога лозарот почнува со заштита? Секој по традиција. Така. Кој како татко му или деда му го научил? И не реков една многу значајна работа. Ако во свое време нашите дедовци со син камен и вар, со бордовска чорба, заштитуваа виновата лоза, фитофармацијата има направено голем развој, степен на развој на многу активни материи, многу препарати кои заслужуваат внимание. Фитофармацијата го оправда своето обстојување. И сега што е најважното? Нестручниот пристап или непознавањето на активната материја или на циклусниот развој на болеста. Ние често, тоа вие често го спомнувате, лозарот не го применил соодветно со дозата или концентрацијата препаратот. Во моментот кога треба, тој за нов препарат, за кој е потрошено 5 милиона евра, вели, овој препарат не ми даде резултати. И тој го става на страна. А за него се потрошени многу средства и он има голема ефикасност. Ама тука струката не е применета со следливоста на активната материја, доброто мешање на средството и добрата апликација со микронизација на частичките. И тука ние немаме резултат. И он вика, тој препарат не ми го давај, бидејќи не даде резултати. Тоа воопшто не е точно, бидејќи таквото нешто не треба така да се прикажува. Туку да се почитува науката, да се почитува праксата, што е многу важно исто така, а ние, како што реков, во интерес на времето, ќе направиме така да го поделиме, фитофармацијата ја поделиме на неколку сегменти. Примерно, следливоста, под кои температурни услови се развиваат болестите. Потоа, следливоста, кој циклусен развој го имаат штетните инсекти. Нематодите, тие се во почвата. Со нематолошката анализа се утврдува популацијата дали е над прагот на штетност, тој заштитар треба да ги гледа и економските параметри. Ако не стручњакот прска 8 или 9 пати произволно, стручњакот кој ги следи условите, кој ги следи циклусот на болест, кој го следи физиолошкиот развој на растението, треба да помине со рационална и квалитетна економска заштита. Целта на нашите едукативни емисии е токму тоа, да стекне лозарот квантумна знаење кога и која комбинација од препарати треба да ја употреби. Се прават многу работи кои воопшто не држат. Примерно, кога дојде, еве оваа година, дојде пепелницата, изненадно,
наместо превентивно да се спречи почетната појава, после тоа доаѓаат професоре, јас ставив 2 препарата, ид контактен и системичен за пепелницата. Тој ставил 3, тој ставил, не знам од кај донел, специјален препарат за пепелницата. Тоа се работи кои воопшто не држат. Него вистината е следливоста на пепелницата, примарната почетна зараза. Затоа што ако ние ја санкционираме примарната зараза, ние нема да имаме покасно секундарни зарази, терцијарни зарази, кај болестите или кај инсектите. Ако ние бидеме успешни против гроздовите молци, во првата генерација, ние не дозволуваме популација на втора, односно трета, што во Кавадарци секоја година третата генерација се зима доста голем дел и го руши квалитетот и на асталските сорти и на винските сорти. Затоа што се испуштаат тие прави моменти. Тука следливоста на заштитарот и тоа во догледно време јас имам намера да тука во Кавадарци да биде онаа што порано беше по однос на информирање на луѓето. Вашиот медиум, радија и службите мора со следливост на добри метеоролошки станици, со следливост да се каже за следните 48 часа во Кавадарци, Неготиното, тука слични се климите и така, треба да се изврши првото прскање на виновата лоза. Чак и со средствата кои превентивно ќе дадат најдобар резултат. Бидејќи тука не го спомнав и тоа ќе е во една од наредните емисии, и компатибилноста на средствата. Голем дел и производителите, а за жал и некои агрономи, не го внимаваат тоа дека одредени средства не се мешат, се инкомпатибилни и тука не се постига резултат, него се постига негативен ефект. Или пак времето на прскање, кога е температурата 35-40 степени. Сите пестициди се фото и термолабилни. И на тие високи над 40 степена температура, тие губат активната материја. И тој ми вели, прскав професоре, немам резултати. Зборам за пластеничкото производство во Струмица. Во пластеникот дошла 60, 55, 60 степени температура, он испрскал сабајле и таа активна материја целосно се деградира и нема ефикасност. Чак се постигаат, ако е некој пооштар инсектицид, се постигаат и одредени фитотоксични ефекти. Подгорување на лисјата, цветчето, плодот и така натаму. Затоа фитофармацијата и заштитарот е сегмент во производниот процес кому треба да му се посвети внимание, треба непосредна поврзаност. Јас секогаш во овие емисии зборам, без никакви надокнади сакам да бидам искористен по однос на тоа да секој лозар си го фати редот да има економски оправдана и квалитетна заштита. Тоа е негов интерес и на неговата фамилија. Или пак за не само за лозарството, и за овоштарството. А вие веќе во околината на Кавадарци имате и доста квалитетни производители на градинарски култури. Јас ова година сум фрапиран од одредени мои клиенти што се од Кавадарци, какво производство на домот има. Викам, треба да пуштам од Струмица да учат од вас, така во шала. Но таквото нешто секогаш е поврзано со смислен пристап во производниот процес и рационално и стручно користење на средствата за заштита на растенијата. Сите средства се сојузници на производителот кога тие ќе се користат стручно, со концентрацијата и дозата, со количината на раствор по хектар површина и со максимална микронизација си опфат на целото растение. Ако тоа се спроведе, тогаш секој пестицид ќе биде сојузник на производителот. И запазување на каренцата во секој случај. Тука каренца знаеме, значи ако се каже 7 дена каренца, значи испрска се 7 дена нема берба, да после има. Што за жал кај нас не се тоа
И се прават големи штети по здравието на... По здравието и канцерозните оболувања доаѓаат точно од нестручната и несоодветна примена на тие пестициди. Имаме новина од фитофармацијата, тука предлагам да го погледнеме прилогот. И ова недела овие едукативни емисии со продолжување на овие новитети од фитофармацијата што заслужуваат внимание при одгледување на сите земјоделски култури во Република Македонија. Таквиот серијалот новини се наметнува и како неминовност, бидејќи она што е ново навистина веќе се препознава со онаа помала токсичност, со механизмот на делување, со економските параметри и ефикасноста која постигаат таквите препарати. Затоа ние несебично ќе кажеме дека фитофармацијата при такви услови, кога нуди нешто ново, стручните лица треба да го тоа на еден начин едукативно приближиме до земјоделскиот производител, како тој тоа да го препознае, како тој тоа да го примени во концентрацијата и дозата во која треба да се примени, како тој треба да знае во времето кога треба да го примени и како треба да знае која количина на раствор со квалитетна апликација и микронизација на честиците да го постигне саканиот резултат. Ние ова недела ќе кажеме за не е тоа новост. Тоа ќе можеме да го слободно наречеме супер новост. А тоа е корагенот за кој тек ќе се слушне во практиката на неговата примена. Мора да кажеме дека за она најново за Струмичкиот регион, оние најнови резултати оваа сезона, иако беше специфична, рекоа за тутата, ова е навистина крајно квалитетно решение. Што ние со тек на време сега ќе го утврдиме точно и во периодите кога против тутата да се оди, бидејќи се работи за еден навистина лукав инсект кој успева кај многу инсектициди да се прошверцува за да тој успее кај доматите и кај правејќи големи штети. За корагенот мора да кажеме дека се работи за една права супер новост, како што рековме, кој има активна материја која се вика хлорантранилипол. Тоа е една навистина новост на фитофармацијата, која мислам дека со тек на време таа ќе биде и препознаена и како кај голем дел на производители. Што се нуди овој препарат? Корагенот како новост, бидејќи е точно и следната година на големиот испит за прифаќање од тереност, тој како препарат навистина нуди голем на предности. Има супериорна заштита на насадите. Значи, кога збориме насадите, тука немаме селекција, да кажеме, кај некој од насадите. Туку, почнувајќи од виновата лоза за гроздовите молци, продолжувајќи кај овошните насади за јаболкото, продолжувајќи во градинарските култури, кај доматата, каде што мора да кажеме тоа што е многу значајно, да каренцата е само еден ден, значи многу значајна работа, со јак контактен и
дигестивен ефект при неговата примена. Што е многу значајно исто така, препаратот е компатибилен во програмата на интегралната заштита. А тоа нешто значи многу, компатибилноста да биде точно во она права форма за постигање на одреден квалитет со неговата апликација. Се работи за чисто и нов инсектицид од таа нова генерација, со која се контролираат сите значајни штетни инсекти од лепидоптерите, кои представуваат и најголема група, кои се припадници на многу видови штетни инсекти, кои прават големи штети во земјоделското производство. Значи, корагенот си има свој нов механички дел, механизам уствари на делување на штетните инсекти, каде што постигнува со неговата апликација комплетна заштита против штетните инсекти и е многу селективен за корисните инсекти кои представуваат опрашувачи кај растенијата. Значи, голем дел од истражувањата, досегашните истражувања, кај нас ќе имаме тек по секој од културите нови моменти за нашите специфични услови, како и кога да се применува, покажа дека тој не е штетен за цицачите, не е штетен за птиците, не е штетен за пчелите, не е штетен за црвите и представува еден навистина фантастичен инсектицид кој е сврстан во таа еколошка заштита, бидејќи има многу ниска токсичност и примена со многу мали дози на примена. Што е значајно за корагенот? Кои предности всушност ги нуди? Тој има една фантастична заштита. Прво, има многу брзо делување кај инсектите, што е многу значајно, да тие не обавуваат дел од циклус и да тој стекне некаква резистентност. Ја прекинува исхраната на штетните инсекти веднаш после примената. Заштитата со апликацијата на насад е долго трајна. Значи, насадот е всушност безбеден, исклучително ефикасен, со многу мали количини на примена. Што е друго значајно? Тоа што го и рековме. Исклучителни еколошки особини, со кратката каренца рековме, за доматата е само еден ден, и е компатибилен со програмата на интегралната заштита и е поволен токсиколошки со своеврсна екотоксиколошка, со изврсен екотоксиколошки профил. Важно, што другите секои препарати и го немаат, важно е тоа што тој има една позитивна особина и е компатибилен и може да се меша и со други препарати. Предаторските форми на инсекти, тој ги штити буквално и тука е една од најважните особини за овој инсектицид. Во поглед на она фоторазграбливост, што е одлика на сите пестициди, на сите инсектициди. Тој при врнежливо време значи е отпорен и за само неколку часа е веќе абсорбиран и нема никаква можност за испирање од дожд и тоа снажно инсектицидно делување и отпорноста од тие фотолабилност, што е одлика на голем дел инсектициди. Тука фотолабилноста буквално ја нема
и тука е и успехот за таа долготрајна заштита која ја обезбедува корагенот. Сакаме по-конкретно да го нагласиме тоа дека корисните инсекти ги сочувува, значи нема рушење на оној систем каде што корисните инсекти кај голем број инсектициди дека ги ништиме. Прво они умираат, па после било кој друг инсект. Значи помага во целосна обезбеденост на поедини корисни инсекти, посебно оние предаторски форми, иако може да се смета дека корисните инсекти потполно можат да ги сузбијат штетните инсекти, но тие имаат потенцијална вредност и може да се контролираат заедно со штетните видови во оквир на програмата на заштита на растенијата. Во согласност со стандардите, значи со таа наша традиционална добра земјоделска пракса, корагенот не треба да се применува кога пчелите се активни. Друго, што е многу важно, потрошувачката на раствор по хектар површина, тоа е многу симптоматична работа. Кај јаболчестото вошје, тука, фаќајќи ги, значи, не само јаболковиот црв, не минерот, не другите штетни инсекти, тој навистина постига фантастичен резултат со, значи, 0,16 до 0,02% концентрација од средството. Тоа значи голема ефикасност со минимални количини. И со потрошувачка на вода во напредната фаза од развојот со 1000 литра вода по 1 хектар површина. За виновата лоза мора да кажеме дека тука тој со правилна примена, иследливост со феромони, одредување на правите моменти за гроздовиот морец, за лобесијата и за амбигуелата, навистина со фаќањето на првата генерација и на временето третирање, ние имаме навистина фантастичен резултат на продолженото пилење, што често пати знае во Кавадаречко, во Гевгелиско, во Неготинско, Светениколско да држи. И тука ларвите од првиот до третиот ларвен стадиум тој ги фаќа и тоа пилење на гасениците со концентрација од само 0,015 до 0,018 се постига фантастичен квалитет. Но тука мора да се внимава на тоа, од стручно-практичен аспект, да количина на вода во тој интензивен пораз, кога е ластерот веќе во добар развој, биде од 1000 литри по хектар и максимална микронизација на честиците и добра турбуленција која го опфаќа целото растение со надземните делови. Кај доматите мора да кажеме дека оние совиците кои знаат да направат голема штета, и тука ќе ја земеме тутата како една од важните проблеми во Република Македонија кај доматите, со примената на корагенот. Ова година голем дел производители велат: професоре, ние добивме веќе фантастични резултати и следната година корагенот ќе ни биде чистач од тој опасен штетник тута апсолута, но тука треба да се исто така внимава на количината на раствор по хектар површина и примената на концентрација, за која треба секако стручна консултација за моментите на третирање, концентрацијата и дозата и нормално примената на средството во кој период, во која фенофаза од
развојот. Бидејќи со превзимање на првичните појави на тутата со оние мамци, ние веќе имаме контрола на присуството, не дозволувајќи да дојде до оној шин на перманентно пилење кое треба да се следи за да може да имаме ефикасност во сузбивањето на тута апсолута како еден од најопасните штетници во овие неколку години од кај доматите. Компировата златица. Значи таа е веќе со примерата на корагенот на вистина имаме фрапантни резултати уште од првата генерација каде што има еден вистински голем чин на ефикасност кој нешто импресионира со квалитетна заштита на компирот од компировата златица. Таа потрошувачка на раствор, зависно од видот каде што се применува. Тука, ако рековме кај јаболката дека во полниот пораст треба да е 1000 литри по хектар, кај виновата лоза исто така потрошувачка на вода по 1000 литри по хектар. За доматата тука имаме помали количини на користење на на вода и тоа од 200 до 400 литра е сосема доволно, нормално со добра микронизација на честичките и карактеристиката за корагенот, само ден пред бербата на доматите корагенот може да го постигне својот резултат и после тоа да се слободно бере. Така е првичната порака за чистењето на тутата од самиот надземен хабитус на растението. Со еден збор, оваа новост, како првична, да кажеме, во текот на оваа година, наредната година исто така ќе биде секако во игра, и тоа во лозарството, во овоштарството, во градинарството и цвеќарството слободно може да корагенот биде еден прав контролор со голем број на предности по однос на супериорна заштита на насадите со своите карактеристики и од еколошкиот аспект за кој зборевме и од оние други квалитативни особини кои ги поседува корагенот 20 SC. Во контекст на заштитата слушнавме и што нуди ново фитофармацијата, професоре, крај што ќе биде пораката? Тука ќе бидам многу краток, а јасен, бидејќи тоа е една фантастична работа каде што ние знаеме со елаборацијата за фитофармацијата и нејзиниот развој. Во свое време постоја многу голем број на средства од прва група отрови. Сите во главна нивна состојка беа деривати од нафта и отровноста токсичноста беше на големо ниво. Голем дел од тие средства се забранети од Европската заедница. Сега ние тоа што презентираме, тоа што го видовме, тоа се се средства кои немаат токсичност за човечкото здравје, немаат токсичност за загрозување на животната средина, а имаат ефикасност во сузбивање на штетниот инсект или болеста. Тоа нешто, морам да го кажам, е прифатено веќе од сите хемиски индустрии и тоа е факт кој радува дека во догледно време ние ќе имаме нетоксифицирано производство кое ќе одговара и за нашиот и за европскиот пазар. Ви благодарам, професор. Благодарам и вам.
Тука сме на крај од емисијата. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и ви посакувам секое добро со нашата програма.